Почитуван вице-премиер на владата на Република Македонија и министер за финансии, господин Зоран Ставревски, почитувана министерка за внатрешни работи, господја Гордана Јанкуловска, почитувани медиуми и гости. Вака малку професионално, малку како кандидат за градоначалник на општина Карпош, кратко да ви се обратам, да ви кажам дека ова е прилика на ова трибина за трговија со луѓе, каде што е темата, да поразговараме, односно да се соочиме со едно големо зло, кое што од некое време е присутно и кај нас, кое што по старите генерации не го познаваја, а денеска е како кривично дело и тоа многу актуелно предвидено во кривичниот закон на Република Македонија. И што е поважно, ако сакаме да расчистиме со тоа зло, мора, што се вели, да му излеземе пред очи, да се соочиме, а за да се соочиме, мора пред се да ја покренеме само свеста кај граѓаните за само заштита своја, на своето семејство и потенцијалните жртви, тоа се обично децата, за жал и младите луѓе. А впрочем, трговијата со луѓе и не бира возраст, затоа што таа со луѓето не се однесува како што со живи битија човечки, туку ќе ме простите како со жива стока. А за да се расчисти со тоа зло, еве, со кое што јас професионално повеќе години сум се соочувала, сум била како адвокат, на времето кога сум била судија, ова кривично дело не постоеше. Сега како адвокат повеќе години имам прилика да учествувам во судските расправи, за жал, и да бранам такви лица. Меѓутоа, сега како кандидат за градоначалник, јас сакам да пренесам едно моје искуство во смисол како ние ќе се соочиме со него, со тоа зло. Како ние ќе се спасиме од него или да се справуваме со него? Само со комуникација меѓу луѓето. И информација која што ќе произлезе од луѓето, ќе се протек ќе има меѓу луѓето и ќе достигне до надлежните органи кои што се во власта токму со цел да го сузбиваат овај криминал. Во таа смисла мислам дека на ниво на општина, во колку јас станам градоначалник на општина Карпош, ќе предвидам да има едукација на граѓаните. Затоа што можеби некои сте информирани, можеби некои не. Тоа навистина е зло кое што, во колку не се спречи, како рак, рана се шири и може да го зафати еден добар слој на луѓе кои што ќе бидат робови на тие криминалци кои што плетат мрежи без да знаеме околу нас. Значи, едукацијата е неопходна. За да се едуцират граѓаните, а мислам кога велам граѓаните, младите луѓе, повозрастните, родителите, но и професорите кои што ги воспитуваат со децата, ќе мора, по моје мислење, во општината на ниво, на локално ниво, да се формира едно тело кое што ќе се координира со владини организации, ќе соработува со соодветните стручни служби од централната власт. Едукацијата ќе биде во тоа што ќе се запознаваат професорите со тековните прилики, односно одвивање или разрешување на тој криминал, а исто и родителите, за да можат да влијаат на своите деца, да насетат навреме дали околу нивното дете се плети една таква мрежа, навреме да се фатат криминалците, односно да се оневозможи тие деца да западнат во една ситуација да бидат робови, да бидат третирани како стока, а не како живи луѓе кои што имаат дух, кои што имаат мисла, кои што се достојни да имаат своја слобода. Од тие причини, еве, јас велам дека во колку бидам избрана како градоначалник, соработката на ова ниво, како што на почетокот реков, стручно, и како градоначалник, ќе можам заедно тие работи да ги синхронизирам со помош на вас, граѓаните. Јас сум
готова да пружам рака, заедно да го сузбиваме криминалот и не само тоа, туку заедно да допринесуваме за подобар живот наш и на нашите деца. Јас пружам рака, јас сум за дела, се надевам и вие. Се надевам дека ќе соработуваме и дека ќе имаме поубав Карпош. Ви благодарам.